Или вака? Не се слуша. Моментално работам 4 години. Не, 1 година, извинете. Се биде селјак. Тоа го сметаат другиве. Иначе, джентлмен. Да се остани буден. Значи, премногу обврски имаме да гледаме сообраќајни знаци, да пазиме на други луѓе, така да концентрацијата и мозокот се оптоварени и тоа е најтешката работа. Иначе е многу лесна работа, само држиме волан. Толку. Зависи од расположението. Ако излезам, например, сега и идам месец дена на пат, месец дена спијам во камионот. Мислам, сепак, тоа е исто како соба, топло е, ако сакаме клима да пуштиме, уживаме, мислам, си имаме како се викат, постери, за да се расположиме. Оддалечен од цивилизација. Значи, немаме луѓе, немаме газда над главата и буквално со добра музика и отворен пат пред мене продолжуваме. Уживаме. Најинтересна случка ми беше кога требаше на сред раскрсница да ги блокирам буквално 6 ленти во обратни насоки, за да го паркирам мојот камион, огромниот, у една гаражичка. Значи тоа беше дециметри разлика. И тоа све беше од прва изведено. Ни полиција викам, ни ништо. И јас се крстев како успев. Се заработува доволно колку ќе возиш. Ако сакаш да заработиш доволно, може да го заработиш во недела дена. Све зависи колку ти е желбата за парите. Тоа е најголемиот проблем кај камионџија. Мислам, може да приметите. Јас сум си слаб. Ама сум и 7 месец. Сега камионџиите тој проблем го имаат затоа што се обидував да имам и диети. Траеше диетата месец-два, ама после тоа некако ти влагаш на пумпа или у ресторан и било каде, гледате вкусна храна и не може, значи, тоа е проблемот. Ние јадиме, ама немаме многу фитнес. Чикаго е исто како Скопје и Белград. Значи, кога ќе излезам, ја не гледам американци, тоа се све наши таму. Со оглед на тоа дека се пола милион срби и околу 100.000 македонци, ја не зборам англиски таму во Чикаго. Моментално водам записник како кои градови ги поминувам, кои стейтови, држави во Америка. Ми фалат уште 20-тина, значи планирам до година да ги поминам тие и можам да кажам дека за 2 години ја свртев Америка. Сите дестинации. Кога ми издодевна во камионот, се јавувам на Даниела. Даниела е една другарка од Битола и сите мислат дека ми е нешто, а стварно, значи, тоа ми е, како да кажам, другарство помеѓу машко и женско постои. Без телефон, без интернет, без лаптоп, за едитирање видеа, храна. На почетокот се враќав по 2 недели, затоа што работев за фирми, а сега моментално, сега сум тука 2 месеци и летоска планирам да дојам уште 3 месеци, затоа што, како што реков, оваа професија сите сме сами своји газди. Така да можем да одлучам кога сакам да идам на одмор, кога не. Пензија у Мајами. Тоа ми е планот исто. Здравје Боже за година-две да си земам и куќа таму. И пополека да се пензионирам за 10 години. Многу емоционално. Значи тоа беше пресврт на филинзи, на емоции, среќен, тажен, радосен, па и заплачав, значи тоа беше многу. Некој ќе каже дека тоа најмногу ме нервира во Македонија, во Америка е тоа нормално. Кога ќе се прави нешто така, јас сакав само да покажам дека може секој да го направи тоа. Некој го оценија како можеше камерата да ја оставиш дома, ова го правиш само за популарност. Не, ја не го направив тоа за популарност. Ја едноставно ми се биде душата и другарка ми рече мора да го снимиме. И тоа и го направивме. А умеѓу времено додека ги гледав на смевките на дечињата, стварно доаѓа она, не знам како да кажам, тешкото, суровото во нас човештвото што сепак ги одбегнуваме кога ќе ни побарат нешто. Затоа што социјална мрежа е едно, а карактерот на човекот е друго. Тоа ми се свиѓа кај нови луѓе што ме запознаваат, очекуваат ја да станам на маса да играм нешто, да се глупирам, не знам што да правам. Ама нормален муабет си правиме, така?
Едноставно биди оригинален, биди си свој и тоа луѓето што го гледаат во тебе едноставно приложи им го на другите луѓе за да го видат и они да се нафинат. Бело. А зашто црно?